Замислете од Бог да барате нешто денес. Да речеш, Господе, работава итна. Те молам уште денес промени оваа ситуација. И Бог, во својата семудрост, во својата суверена волја, да те остави да чекаш 4 месеци. Луѓе сме. Кога ќе побараме нешто од Бог и нас ни е итно, а на Бог не му е итно, ние некако си викаме, Господи, ама ја очекувам ти според моите желби, според мојот распоред, според моето време да реагираш. Ама Бог си реагира според неговото. И мислам дека како верници некој пат тоа ни е една од најтешките реалности кои што така се бориме за да ги прифатиме. Дека Божиот распоред и твојот распоред се различни. Дека, условно кажано, Божиот календар и твојот календар се различни. Така што кога Бог не остава да чекаме, тоа не значи дека тој не е заинтересиран. Тоа не значи дека тој има многу поважни работи, па нашава не е толку приоритетна. Кога Бог не остава да чекаме, јас верувам дека многу често почнува дело во нас за да не подготви, да бидеме спремни за кога ќе направи нешто околу нас, да бидеме спремни за тој момент.